Добро вечер. Добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. Само повторување, велат повторувањето е мајка на знаењето. Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гости. А кој тој дознаваме многу кусо, имаме кратка најава колку да ве заинтригираме. Били вака. Тој бил дел од многу музички шоуа. Мојата звезда, македонски идол и така натаму. Во зриците на Грант не планирал да се пријави, но по иницијатива на блиски пријатели, како вели самиот и неговиот татко, прифатил. И како ќе рече, со тоа видов дека не треба да се откажувам заради тоа што се помина, како што се сеќаваме дека помина. Вели, ја живеам во автомобил, ќе видиме дали се уште е така. Тој сам создава музика, односно е кант автор, неговиот брат му е менаџер, му ги снима спотовите и сега го придружува во оваа пригода, но не гледа и поздрав до сите оние кои што не гледа заедно со брат му на нашиот денешен гостин. Признава дека тежок е неговиот пат во однос на градењето на кариерата. Вели, не знам зошто, ама можеш да поминеш надвор прво за да те препознаат дома. Ален Хасановиќ во оваа Никој да не знае. Здраво, жива, добре ни дојде. Добро ме најдов и фала на убавата најава. Чести задоволство. Се е ова точно? Се уште, пошто е ова од интервјуа крадено, како да кажам. Па точно е. Точно е така. Се што сум рекол, сум позади тоа, така да. Добро, можеби некои работи се измениле и во однос на ставови. Па ќе видиме во тек на време ако нешто се измени. Се сменило ќе кажеш, така? Да. Зборувавме пред почетокот, пред да се вклучат камерите и сакаме ве за почеток со ова ново да тргнеме. Подготвуваш нешто и ќе ни изненадиш сите, ама ќе има и македонска музика. Па да, ќе има и македонска музика, имаме и нормално како што и почнав да снимам за српски продукции, така да сега имам нови 3 песни, тие ќе бидат на српски јазик, така да имаме уште 2-3 мелодии кои се готови. Чекам соработка со македонски текстописци некои, па и тоа ќе излезе наскоро, така да ќе ги изненадиме сите со македонска музика. Одлично. Се уште живееш во автомобил? Ова е некој... Па живеам, да. Ние сите пејачи кои сме активни на тие некои нокни дешавања и на некои нокни свирки, цело време сме во автомобил и цело време во разни држави, така да. Например, како помина 2025-та? Колку беше во автомобил, па, колку беше дома? Одлично помина. Знаете како? Нека биде така да бидеме поише во автомобил, тоа е подобро, така можеме повеќе да вложуваме и да работиме и да ги изненадуваме нашите фанови, така да. Така е, да. Не може, освен твојот брат, ќе го спомнеме секако и него во ова интервју, но не можам да изгледав неколку интервјуа твои видео, нели, за да дознам многу повеќе работи за тебе, за да не те прашувам вака па да не биде на обајцата поинтересно, и во неколку интервјуа си рекол дека велиш, мојот татко ми беше на почетокот и се уште ми е најголемата поддршка, многу работи. Најголемиот критичар. И најголемиот критичар, секако и за тоа ќе зборуваме, но кога сме кај поддршката и велиш, многу ми помогна, односно вложи многу во мене и не знам дали ќе умеам или ќе успеам да му се одолжам. И сега кога сме кај одолжувањето, во едно пак друго интервју велиш, никогаш нема да заборавам дека после звездите на Грант и после 4-то место кога имав еден тон настапи, мојот татко спиеше во автомобил наместо дома. Така е, па татко ми е еден од првите кои го препозна мојот талент, затоа што и тој беше музичар. Јас на неколку интервјуа и овде и во Србија кажував, прв препозна тоа нешто што има во мене, да, што го носам, и на некој начин мојот учител беше тој. Ме научи да свирам. И ми помогна во смисол, како секој родител што би му помогнал на своето дете, така да никош не сум немал некој помагање во смисла да ме финансира некој со некои ненормални средства или така натаму. Добро. И сум имал поддршката како секое дете што би имал од свој родител, така да. Ама не секој татко ќе спие во автомобил за да го чека своето дете. Да, па и својата работа ја оставаше за да иде со мене, затоа што тој неговите немале можности како што да му помогнат како што тој мене ми помагаше, така да и многу често жал ми беше искрено да ме чека до 3-4 сабајле во автомобил да спие. И тоа никош не можам да се одложам, така да. Така, дали сега умееш на некој, не знам, начин да им донесеш подарок, да ги изненадиш, да ги однесеш на некакво патување, не знам сега што се работите кои што тие ги сакаат или. Па и за татко ми и за мајка ми нормално, тие ми се најголемата поддршка и најбитното нешто во животот, така да. Така е.
Интересот за музика започна од кога бев мало дете. Си рекол, тоа го наследив од мојот татко, кој е музичар и кој имал свој сон, но ете немал, како што каже и самиот, доволно средства. Како одеше твојот пат, освен пред да почнеме со ова, нели, мојата звезда, па македонски идол и така натаму? Пееше и пред тоа, така? Па ја во основно училиште... Ти всушност почна да пееш, односно почна да заработуваш од 13 години. Па почнав многу рано, почнав да свирам тогаш. Клавиатури свирев и почнав да свирам по некои забави мали, па родендени, па свадби. Ама знаев уште некако од мали нозе му кажав и на татко ми, сакам да ме запишеш во музичко училиште. Заминавме во Битола и се изненадив, мислев дека нема да ме примат, затоа што немав нижо музичко. Да, па потешко е, Да, потешко е малку, меѓутоа кога извадија листата со секогаш има листа кога таму ве тестираа, така да јас бев меѓу првите таму што не су до талентот, така да и ме примија и потоа се префоли во Скопје. Затоа што требаше во средно да живееме, да дојдеме сите да живееме тука, меѓутоа ете си останавме во Прилеп. Потоа на академија и цел живот со музика, цел живот. Да, на академија беше на пеење. На МТП, музичка теорија и педагогија. На педагогија. Значи можеш да се бидеш професор. Јас се пријавив да бидам на соло пеење и меѓутоа немав спремено материјал и не се појавив воопшто на испит, така да. А пријавив соло пеење, за соло пеач сакав да. А зашто не се подготвив? Па не се појавив, немав и требаше да најдам корепетитор, професор кој ќе ме обучува, а пред тоа воопшто не сум пеел оперска музика, така да немав познавање и да се заангажирав ќе беше окей, меѓутоа не ми е воопшто жал што заминав на музичка теорија и педагогија, некако ги проширив видиците и хоризонтите. Да, и хоризонтите, така да. Да. Всушност може да си професор по музика, така? Па да, може. Не би го работел тоа. Не би го работел? Па немам време, искрено се насочив на нешто друго и супер ми е. Кој те пријави на мојата звезда? Тоа беше првиот? Првото шоу? Да. На Сител? Мислам, да, на Сител, кај Лила, да. Добро. Се пријавив сам, мислам, дали од дома некој ме пријави, дали искрено не ми текнува, се пријави и мислам дека 2 пати во тоа шоу се појавував. И одлично поминав, потоа, ама некако никош не сум доживеал некоја слава тука. Па се појавував каде на македонски идол, па на македонска телевизија имаше еден... Да, за афирмација и заштита на македонска музика, имаше шоу. Па имаше градови, нели се бореа. Сите наши песни, да, освоивме второ место. Аха, добро, се сеќавам на тоа. Меѓутоа, за жал некако... Ништо не дојде тоа што го очекуваше. После тоа не се дешава ништо, не знам зошто е тоа така. После тоа, кога ќе заврши шоу, треба да има некој продуцент да застане позади вас, да работи со вас, така, да снима спотови и да има некој договори да можете утре тие пејачи да ги финансирате, па да добивате дел од нив, како што тоа го прават во соседството. Да. И Па ништо тука не се деси. Ти отида дома и им рече вака, јас да ми кажам само више на шоуа не се пријавува. Не, па снимив тогаш песна, кога сватив македонската верзија, се вика, кад си мене рекла иди, се вика српската верзија, да. И ништо реков, нема више додам на шоу, довде ми дојде и завршено. Заминавме на одмор во Грција и ништо, татко ми вика, гледам реклама, има на... Звездите на град. Да. Има реклама, вика, дај пријав... Не, викам, нема шанси. Пробај, вика, уште тука, зашто да не, вика, толку си бил, да. И? Ништо, вика, мајде ке пробам. И го скративме одморот, требаше да бидеме може 7-8 дена, па 3 дена бевме, мислам, 4. Добро, и? Кога дојдов таму, каде што беа аудициите, еден тон народ. Толку луѓе, што ќе правам, викам ја овде. И? Ама верува во себе и баш татко ми еден период дојде, тој беше ги слушаше кандидатите таму како публика. Да. И дојде, некако ми даде сила и ми вика, знаеш ли, вика, ти што си за овие овде, вика. И баш кога испеа, стварно беше тука и Саша Поповиќ изненаден и Шаман Шаулич. Таму пеев народна песна, жало Шаман Шаулич, потоа се појави со поп музика во Звездите на Гранд во Србија. И цело време пеев поп музика. И тоа сакав да те прашам са, кај си? Мислам, можеш и ова и ова да го пееш? Може ми тоа и тоа ми е малку тешко во животот. Кога можете едно и друго, не знаете да се определите. Не знаете да се, така е. Така да, повише сум за поп музика, така да некако, да. Повеќе ти свири поп во глава? Па, некако така се гледав цел живот. На таа сцена со, ете,
може би еден ќе се освари концерти да полнам, така да. Чекај малце, концертот не го спомнува и го оставам за таму пред крајот. Си посакал нешто, веројатно е тоа еден од соновите. Па може би, ја мислам дека и сега имам капацитет на некои места во Македонија и по некоја хала да наполнам 100%. А зашто тогаш не го правиш? Па мора да се организираме многу добро, така да имам капацитет, верувајте. Кога се дешава на едно место во еден град да еднаш или два пати месечно да настапувам во локали каде што има по 2000 луѓе и луѓето нон-стоп идат, мислам дека тука има потенцијал за... Иако четврто место беше во звездите на Грант, ти ке речеш јас бев презадоволен и тоа ми беше мене многу, нели, она што не го очекував, да речеме, нели, од сето тоа што се случуваше. Па јас и Филип бевме баш дента кога беше аудицијата и седевне, пошто ние сме школски другари со Филип Божиновски. И Филип многу ми е жал што тоа дете, не знам, барем не продолжи да продуцира музика, он веројатно настапува и се го гледам, ама не прави своја музика. Не продолжи да снима, за жал, не знам зошто. Ние сме иначе и школски другари, како што кажав, средно учевме заедно. Може би еден дует е добра работа, да ти предложам. Зошто да не? Да го натераш да излезе повторно. Така е, и кога бевме таму, само се докажам, извини. Зборуваме сами измеѓу себе, покрај толку луѓе, што ќе биде, како ќе биде, и сега, кога дојдовме до финалето, колку имаше, мислам дека 10-15 хиляди луѓе имаше во Бор. Му викам, Фичо го викам јас него, види Фичо, викам, толку луѓе имаше тогаш, не ни помисливме дека види не сега само ние двајца дојдовме до... Така да, ете, никош не знае во животот. Така е. Само битно е да нема запирање воопшто, кога ќе падне човек треба пак да стане. Јас имам таков карактер, овен сум во хороскоп и кај мене не може, секогаш може. Секогаш може? Секогаш може, буквално, така да и 100 пати сум паднал и 100 пати ќе станам. Што значи паѓање? Ова со после шоута е паѓање, заради тоа што си очекувал нешто или... И во животот, ние луѓето можеме да паднеме и во животот на некој начин, ама битно е да знаеме, да станеме посилни, да ги прегазиме тие некои работи и сами на себе си кажеме можам јас. Така да, тоа е некоја водилка што ме води во животот. Едноставно таков ми е карактерот. Од секогаш или тоа се учи? Од секогаш. Брат ми не е таков, например. Тој ти е од мене помирен, посталожен. Јас сум не мора. Сега одма и... Кога ми ќе го спомена брат, ајде да не го забораваме и негово приказната. Како дојде во тоа, нели, те прашали на друго место, нели, зошто пишуваш сам, нели, за себе? Еден од одговорите е па завршив музичка академија. Па не е само ради академија, знаете, ние не учиме на академија да компонираме песни. Да, ама нели го имам тоа, го имам и капацитетот и сум го научил, и сум учил. Да, го научив и некако уште во средна школа кога се запишав си правив некои мелодии сам на клавир. Почнав некои текстови да пишувам, нешто ме влечеше тоа. Те влечеше тоа. Тоа да го праве вештачки, немаше публиката да ги пее моите песни. А има една песна од сите мои песни Тражим те, која е, мислам дека е многу голем хит во Македонија и пошироко. Ја пушта на сите радија, на многу телевизии, така да ете, јас сум ја пишувал таа песна и така да чим публиката го препознава тоа, мислам дека го работам тоа како што треба. Така е. Зборувам сега за муабетот околу спотовите и брат. Добро. Како тоа се случи? Па со спотовите се бави и тој како и јас што се бавам со музика, од мали нозе се бави со видеопродукција, да. Го интересираат камери цело време, видео и купивме опрема и почна да снима. Некако заедно тој цел медиски концепт заедно го оформувавме, го правевме и мислам дека успешно ни оди така. Да, добро, па сега има на едно место само најдов податок, веројатно е тучен, велиш дека твојот татко му го снимил првиот спот на Тоша за песната Марија. Точно е тоа. Значи, ти музичкиот талент од татко ти, а за видеопродукција талентот од татко ти така го наследува брат. Да, групата 903-та мислам дека се викаше, да. Заедно со Тоша. Тоше пееше во таа група. Добро. Тоше имаше, мислам дека 16 или 17 години и тој спот се врти некаде на TikTok, скоро го видов. Тоше беше мал, да. Тоше пееше на некои забави, новогодишни клацкалици се вика, тие татко ми ги организираше во Прилеп и уште како дете, вика татко му го носеше, вика кај нас и го пушнавме да пее и вика. Како се најдоа? Му кажа вика уште тогаш дека ќе биде нешто од него. И вика поминаа 10-15 години, Тоше стана голема звезда и вика ме сретна во град. И татко ми свака ти час вика. За се што направи. За се што направи, вика му
едноставно погоди. Еве вика стана. Да, што ти вели тебе татко ти? Што ми вели мене? Па ништо, работи и немој да правиш ништо на сила. Аха, да. Некој работи и на глава можеш да застанеш, ако не ти е пишано да видиш тоа што треба да бидеш, нема да бидеш така. Така е, да. Со сила нема љубов, нема ништо со сила. И во музика не можеш со сила да правиш, ни да пишуваш музика, ни текстови да пишуваш. Енергија во прашање и луѓето ја препознаваат енергија, така да... Така е. Тоше Проески е твој идол дефинитивно, заради тоа што целата суба ти била облепена со... Да, дефинитивно, да. Со негови... Мислам дека имам негде слика, морам да ја најдам, требаше да најдам да ја покажам. Цела соба, јас бев во интернат во Мирка Гинова во Битола, средно училиште. Не само јас, него сите ние кои почуваме да пееме, сите сакавме да бидеме Тоше. Ама тоа е добро, знаете зашто? Зашто Тоше беше добар човек, добар пример, добар пејач. Така е. И кога сите сакаат на некој начин да го достигнат барем малку тоа ниво, како Тоше нема да биде никој никогаш. Тоше беше посебен. И мене ми е жал за неговата судбина и за сето тоа што се деси. Тоа е многу жално, меѓутоа и јас посакувам да еден ден да дојдат некои многу помали од мене, да сакам да бидам како Ален, да творам како него, да правам таква музика. Тоа е убаво. Така е. Тоа нешто зборува. Секој од нас треба да си остави свој печат. Така е, да. Јас мислам дека го оставив и не сакам никого да копирам, ниту да кога ќе ме слушне некој на радио, на телевизија да каже има сличен глас. Не, тоа е Ален Хасановиќ и тоа е многу битно. Така е, да. Само ти забележувавме досега, ама сега не, заради тоа што не правеше македонска музика, ама како си рекол во интервју... Па да, видите, ние бевме во продукција, 9 години договор подпишавме и имавме продуценти таму. Не, смееше, меѓутоа почнавме така да снимаме со менаџери, со продуценти, сите ние кои поминавме на тоа такмичење, така да и така остана, не дека боже сачувај мене, мојата македонска публика ми ја даде најголемата поддршка. И да не беа моите македонци не може да поминам, така да заслужуваме да ни дадеш. И уште им благодарам на цела македонска јавност и на сите кои ме поддржале тогаш. Да едноставно да не бевте вие, немаше да бидам овде сега со вас. Така е, да. Зошто го избра Ердал, нема да сгрешам име, да. Ердал, зошто го избра за оние кои што ќе зборуваат за тебе? Заедно ти е во бендот, со кој што настапуваш? Ердал е помале од мене некаде 10 години. Добре. Па тој сакаше да каже збор два? Сакаше да каже, и сакам да кажам како некој вовет, му беше желба да свири со мене. Така, има таква приказна. Да, имаше некој Оро снимаше, тој иначе и свири, многу добар свираче и брат ми му снимаше видео. Добро. Ама имаше желба со мене да свири. И така почнавме полека и почнавме да се дружиме и да работи со мене и цело време, свириме заедно и така натаму. Да, на што свири? Клавиатури. Клавиатури. Да. Она што ти го свираше некогаш, кога имаше 13 години само. Така е. Да. Како ги бидеш инаку, Ален, пријателите? Тоа ми е многу важно и е секогаш дел од ова, никој да не знае. Нели сите ние, убаво е оние кои што не гледаат, тоа и целта идејата на ова, никој да не знае всушност, да создадеме идоли, нели, освен што сте сите вие пејачи кои што сте дел од оваа емисија, да ве запознаат луѓето повеќе од блиску и да сватат дека и вие се нормални луѓе и дека и вие ги имате сите оние работи кои што и дилеми, и проблеми, и солзи, и радости. Човек што и да постигне во животот, буквално, не знам, цел свет да го освоите, на крај пак сте човек. Така е. Ништо не може да бидете повеќе, така да. Токму затоа сакам да... Не би ни требало никој ни да не представува како да сме некои нешто посебни, ние ништо јас не сум посебен од некој таму што буквално со да не правам некои глупи споредби и некој што бара храна во контењер денеска, ништо ја не сум поголем од него, затоа што и Господ него го дал на овој свет и мене ме дал. Така. Само што во некои други околности со друга среќа, така да не се сметам за ништо повеќе. Да, поразличен е. Да, но убаво е да создава. Човек како и сите други луѓе. Но убаво е луѓето да создаваат, децата барем да создаваат идоли од нашите пејачи. Така, како не, тоа секако. Особено ако се добри луѓе, како велиме, како се констатираме. Да ги опонашаат буквално во се, затоа што имаш пејачи многу што не се баш најдобри. Што не е животот среден како што треба, така да најбитно нешто фундаментално што треба да е да си човек. Така е. Затоа те прашав, како ги бираш пријателите? Кои се некои особени кои што ти се важни и мора да ги поседува оној кој што на Ален му е пријател? Па битно ми е
Немам многу пријатели. Немаш? Имам, па знаете како, многу пријатели. Сакам помалку пријатели, ама да бидат искрени. Јас Да можеш да... имам многу познаници. Така е. Меѓутоа искрени пријатели, скоро баш Ацо Пејовиќ го слушам на некоја емисија, вика, немам пуно пријателја. Имам мал круг на луѓе што се дружам, ама знам дека се искрени. Ако кажам, јас имам, тоа често го слушаме, многу пријатели. Прашање колку се искрени од сите тие пријателства, да. Така да, битно ми е квалитет на човек, битно ми е да е некој искрен и кога имам и кога немам, да не се менува. Луѓе да сме ката, едноставно, човек да бидеш, поминува се во животот. Така е. Се поминува, баш пред малку гледаме некои видеа, нели ти кажа, 14 години поминува од некој шоу, и поминува животот вака ќе помине. Зошто? Па бодора си човек. Тоа не е некако природно да бидеме добри луѓе, така да. Некако забораваме, морам да признам. Сега да не глумам сега, ќе каже некој види го и глуми сега некој. Па не, мислам дека не ми изгледа дека глумиш сега. Тоа е најдобро нешто, да бидеш добар со секој, да му помогнеш на секој, да бидеш скромен, да со публиката, да кога ќе одиш на настап, да бидеш 100% тука, така е. Има и многу се десило кандидати што се такмичеле со мене и во Македонија и во Србија. Ке помине еден круг на некоја аудиција или там готово, тој звезда ти не можеш со него муабет да правиш више. Тоа не е добро. Не е воопшто добро. Има луѓе позади нив така ги советуваат така да се понашаат. Да. Јас сум добивал такви совети, знаеш сега смени ја плочата, сега види, нема да ја менувам. Ја од оваа кожа во друга не можам да заминам, така да си бидам истиот тој што си бев. Така е. Да бидеш човек. Тие луѓе кога дошле на некое место да ве слушаат, било каде, дали ресторан, дали концерт, па треба да му дадеш почит на тој човек. Сепак платил карта да те слуша, а не да дојдеш да глумиш пред него као јас сум паднат од Марс. Не. Така е. Ајде да видиме сега Ердал што има да каже за тебе. Може. Здраво, јас сум Ердал, другар на Ален, воедно негов соработник на музичката сцена. Ален го познавам веќе неколку години. Покрај нашата работа ние се дружиме доста и приватно. Скоро секој ден сме заедно, секој викенд сме заедно каде што настапуваме. Ален уште првиот ден кога се запознавме ми остави доста позитивен впечаток, можам да кажам, и фин карактер, како што го знаете и вие. Со текот на годините снимале разни моменти каде биле и убави и лоши моменти, но сме успевале да се справиме со тие, така да нашето пријателство останува и трае и се надевам дека ќе трае секогаш. Ален би го опишал како личност со големо срце и позитивна енергија, секогаш насмеан и позитивен и спремен да помогне на секој еден кој му е потребна помош. Има харизма, знае да развеселе друштво, но исто така знае да биде сериозен и одговорен во дадена ситуација. Тој е пријател на кој што можеш да му веруваш и да се подпреш апсолутно за се. Што се однесува до мене, он секогаш за мене бил тука во било каква ситуација, било добра, било лоша. Можам да кажам дека за мене секогаш брат. Како и секој човек што има мани, Јавен има своји мани, понекогаш знае да биде тврдоглав и цврсто стои за своето мислење, но исто така и многу добро знае да прецени дадена ситуација и да постапи како што треба. Почитува сечие мислење, знае да сослуша, никогаш не критикува без да сослуша. Исто така има многу позитивна особина, барем јас така мислам. Премногу е амбициозен и прецизен. Во склоп на музика, баш што јас го забележувам, значи стварно сака и се труди и максимум дава од себе да звучи тоа како што треба и да биде све окей. И за крај би сакал да кажам дека не постои човек без мани, сите имаме свој мани. Ете. Да.
Не го плати за вака да ти спокои. Не, ма какви не ги гледа видеата кога ни... Тврдоглав. Само тоа не е. Па да, тврдоглав сум, Ама добро, да. тврдоглав е и хороскопскиот знак е Па, тако. веројатно. Овен е тврдоглав. Има нешто во тие планети. Да. Мислам дека е Марс планетата на овено, така да. Да, ама вели дека имаш големи очекувања и од себе воопшто. Така, дека тоа го препознал и тој во тебе. Па, имам, баш како што кажав пред малку, не знам јас да застанам. Јас некако имам зацртана цел и често го кажам на милион телевизии, баш и татко ми даваш интервју за македонска телевизија, каде што кажува дека тој секогаш вика дека морам да успеам, ќе бидам звезда, ќе бидам, така да, тако сум јас, додека не успеам, нема застанам. Нема да застанеш. И ова е успех. Така е. И ова е успех, ама да. имам капацитет за многу поголеми нешто, затоа што да. Да, сите очекуваме. А сега ќе се подсетиме на една песна која што си ја испеал. Се вика Кажи ми, може? Може. Ајде, може. одиме со джингл и почнуваме. Тажни и на созени очи доаѓаш ти ко ветро ти во моите ноги. За прв пат те гледам, несрекна мила, како ли бол ги стопи твоите полетни крила. Свеќе, не го земаш веќе, бегаш од се што било дел на овој свет. Ти плачеш и гориш за разделба, збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Оставаш мене за друг да те земе, не те да во свету мој. Кажи да постои друг во животот твој. Ти плачеш и гориш за разделба, збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Мене за друг да те земе, не те да во свету мој. Кажи да постои друг во животот твој. Си свет и единствена радост од сонцето дар, најубав цвет на мојата младост. Но постануваш груба и сосема друга, бегаш од се што било дел на овој свет. Ти плачеш и гориш за разделба, збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти?
ostavas mene za drug da te zeme, ne te dam cvetu moj. Kaži da postoji drug po životu tvoj. Ti plačeš i koriš, za razdel vas boliš, zaminuvaš ti. A imaš li sila da razmisliš, mila, što gestoriš ti? Ne ostavaš mene za drug da te zeme, ne te dam cvetu moj. Kaži da postoji drug životom tvoj. Уживавме сите во студиото, се надевам и вие се подсети тој и самиот кажа дека никогаш се создавале многу убави песни. Јас се надевам дека ќе чуеме некоја нели од него која што е таква со овој капацитет, да речеме да ќе биде така. Така нешто ќе биде. Да ни докаже и покаже дека не е само тоа така, нели некој друг што направил песна, туку и самиот да ни покаже неговите песни колку можат да дадат и да донесат. Се потрудиме. Да. Што мислиш за македонската музичка сцена многу кратко само? Дали нешто тргна на добро? Сега конкретно, па мислам дека тргна. Тргна нешто? Мислам дека тргна и добро е. Шикори, нешто? Како нема? Па има. Знаете како, ние сме најталентиран народ, така да мора да тргне и мислам дека имаме доста изведувачи кои се популарни и горе во соседните држави, така да дај Боже така да остане. Да, не ти се допаѓа ова со нашиот менталитет да мораш да отидеш надвор да те препознаат. Па не тоа само со мене, кате пример, тоа е со многу пејачи, не е тоа само со мене. Не сте само сега оваа генерација. Владко Стефановски и Липи Сул им требаше да ги препознаат таму, па да дојдат назад. Не знам зошто е тоа така, не знам зошто е тоа така, меѓутоа со милиони изведувачи е тоа така во Македонија и со многу колеги кои што биле ке тебе тука во емисија, така да еве Јанета. Знам дека беше, не знам дали кажуваше, така да. Ете, ние сепак успеавме, така да пак на крајот македонците ми ја дадоа најголемата поддршка. Секако. Анес е на ред, вториот пријател. Може? Анес, да. Да. Ајде, Анес, да не го заборавиме, заради тоа што немаме многу време, а сакам да го чуеме и неговото мислење и размислување за неговиот пријател. И здраво на сите, јас сум Анес, долгогодишен другар и пријател на Ален. Ален ме замоли да снимаме едно кратко интервју. Пред се сакам да му заблагодарам затоа што ме вклучи во самиот настан, па може да почнеме. Јас Ален го познавам многу одамна, пред се ние сме роднини, живееме во исто населено место, но нашето пријателство и другарство започна малце покасно, кога и јас самиот одраснав, бидејќи Ален е постар од мене и учеше средно во друг град, исто така и факултет. Сидеше дома само за викенди, за празници. Сме немале толку и доволно време и исти занимања да бидеме толку заедно, но кога почесто почнав да одам на неговите настапи, почнавме почесто и да излегуваме и постана секојдневие да пиеме кафе и така натаму. Јас Ален би го опишал само во еден збор, а тој е енергичен човек. Стално после настап прашува каде е следен настап, каде има афтер, каде ќе одиме следно. Стално е полн со нови идеи за нови истражувања и тоа е тоа. Како што сите ние имаме мани, така и Ален има мана, а неговата е дека е многу тврдоглав. Стално сака да е по негово, стално сака да е во право. И за последно едно прашање до Ален. Ова година Куба или Тајланд? Почнуваме прво од прашањето. Да. Куба или Тајланд? Па ќе видиме, се договараме баш со него да одиме негде на одмор, затоа што прошлата година не бев нигде затоа што имавме некој смртен случај во семејството и не успеав да заминам нигде, така да ќе видиме дали Куба или Тајланд. Јас кога одам некаде, не сум бил на други дестинации подалеку. Не си бил ни таму ни ваму. Не сум бил ни таму, ама обично кога одам и на подалечни дестинации, брат ми е секогаш со мене и го користам да снимаме некој спот, така да. Значи овој пат ќе биде кога не работиме. Работите. Така е, да. Нема уште многу време. Ова тврдоглав, значи си стварно тврдоглав и кажа. И кога не сум во право. И кога не си во право, сум во право. Сум во право. Меѓутоа,
после некој период кога ќе помине, обично ако сум сгрешил стварно некаде, знам да се извинам. Знаеш? Знам да се извинам, како не? Добро, Како не, ама човечки. меѓутоа од ова кожа, од друга не можам. Тако сум Знаеш, џабе, нема да стигнем, а сакам многу да ми искоментираш нешто, некоја друга страна твоја, барем јас. After party. Значи, Добро. ти си тој што поведуваш. Па што јас ги сум носи. тој што не знае за крај никогаш. Не знае, И буквално, ако треба некаде да пеам во некоја дискотека 2 сати, јас пеам 4. И после тоа одите пак некаде. И после тоа пак некаде. Затоа што адреналинот е тоа Да, и па не. нека ма мора, така да... Да. Созем случајно истражувајќи за тебе, ја дознав таа информација. Ти велиш максимално ја избегнував оваа тема и сакав нели таа да не биде дел Добро. од тоа, но новинарите си пронајдоа дека заврши приказната со твојата Аида. Да. И сега ајде да не избориме за тоа е некоја нели приказна која Да. што прекина, но јас те прашувам дали има нешто ново на тој план, дали Ален заљубен? Па може би има. Еј, по-политички не можеш. Сакате се да знаете, па Сакам да политички знам. мора да филтрираме и прашања и одговори, така да Добро, може би има, добро. нема да откриваме. Добро. Си посакал или татко ти, како ти рекол татко ти? Синко, ништо не е важно, поважно во животот и кариера и се ќе заврши, Така но е. мора да имаш семејство Па така и е, мораш да имаш тоа деца. е точно, тоа е точно. Зошто ми е мене слава и кариера и пари, не знам што во животот ако немам свое семејство и своји деца утре. Мислам, тоа не се знае, Господ го Така, дава тоа, така да. да тоа е најважно. Ке И- биде, и не така и откриваме треба да се. биде, па да. Добра сега. Бичете обавештени. Да. Ако биде, знаете како новинарите и од тука и од соседството цело време пратат. Цело време, да, па јас кога се разведов, ја упорно криев. Меѓутоа не знам како дознаа, појма немам. Да. Дали Како по би- објави, по слики, по... Да, ама во една интервју си рекол многу добро, не те прашува новинарка, таму имавте голема свадба, нели? И ти викаше, бе, не е само во дело и не е во Па не е невистински стварно, па пуста. не е среќа во Да. смокинко дело и во скапа венчаница. Треба да имаш некој нормален однос со човек и да едноставно да се синхронизирате, така да, меѓутоа кога не иде ќе си скратиш на маките. ќе ги скратиш маките и чао пријатно, не сме ни први ни последни. Така е, Нормално, да. треба луѓе да останеме. Така е, да. И сега за крај, иако велиш ти доста зборувавме за татко ми, ама јас сакам оваа Марија да ја чуеме барем дел. Не е тој композитор, само спотот го снимал. само спотот го снимал, но ти се сеќаваш на барем дел од Па таа Марија. нешто се сеќавам, да. Да, и тоа ќе биде еве за крај. Имаме 30 Ајде рефренот ќе го отпеам. Ајде, повели. Да биде. Марија, о Марија, врати се моја најмила. Марија, о Мариче, не можам душо без тебе. Па браво, фала ти на Благодарам. искреноста и се надевам дека ќе се остварат сите соништа твои затоа што Дај тоа Боже, го заслужува. дај Боже. Само да бидеме здрави и живи, тоа е најбитно и друго се ќе биде. Така е. Здравето и љубовта е најбитно. Така е, да. Благодарам, Ален, ви благодарам и вам сите кои што и вечерва бевте заедно со нас и како се гледаме следната недела. До тогаш, довидување.